Бомбашки и воздушни напади, цели Израел и Газа, при смртоносниот терористички напад на Хамас врз Израел во саботата и израелската контраофанзива. Во исто време, дезинформациите за конфликтот се расширија на интернет со брзина што ги шокираше аналитичарите. It is worse than the lead up or following January 6th. Тоа е полошо од тоа што се случи на 6 јануари и потоа. Полошо е врвот на пандемијата со COVID-19 или почетокот на вакцинирањето. Всушност, тоа е најинтензивната количина на дезинформации што сум ги видел досега на социјалните мрежи. Објави станаа вирални на платформи како TikTok и X, на кои групите како Media Vice работат на разоткривање. Дали ова видео е лажно? Се тврди дека Украина шверцува оружје за Хамас и ова видео има милиони прегледи, но објавата и самото видео се лажни. Друга објава покажува деца во кафези на која се тврди дека се израелци киднапирани од Хамас. Но откриено е дека ова видео е објавено на TikTok неколку дена пред нападот во саботата. И овој последен пример, и постот, и репортерот се лажни. BBC нема ниту дописник по име Верона Марк, ниту ток-шоу наречено American Insight. X подоцна го суспендираше профилот поради прекршување на правилата на платформата. Во активната конфликтна зона, новинарите не можат секогаш да пристапат до најтешко погодените области, што создава празнини во информациите, а дезинформациите често го пополнуваат тој вакуум. It means that a lot of the misinformation and Тоа значи дека многу дезинформации и интернет пропагандата може да ги подкопаат напорите за навремени и точни информации што и се потребни на јавноста, а исто така и на милиони широм светот. Социјалните мрежи можат да им помогнат на новинарите да ја принесат вистината, но можат да придонесат и за ширење лажни вести. Некои експерти за социјални мрежи укажаа на промените на поранешната социјална мрежа Twitter, сега X, вклучително и за намалувањето на персоналот, што резултира со ширење на дезинформации. I think by habit, a lot of journalists like myself, and then a lot of По навика новинарите како мене и обичните луѓе се свртаја кон поранешен Twitter, сега X, за да дознаат што се случува со војната меѓу Израел и Хамас. Сега за жал, целта за доверба и безбедност на X е растурена, така што не гледате избори на вработени кои се вклучени во откривање на дезинформации и кои отстрануваат содржини кои содржат насилство и омраза. Европската унија во вторникот го потсети собственикот на X, Илон Маск, и платформата на социјалниот медиум за законската обврска да не споделуваат такви содржини. Маск одговори преку X дека неговата платформа била транспарентна и побара од ЕУ да изнесе листа на наводните прекршувања. Во меѓувреме, сред огромниот број на дезинформации за конфликтот, новинарите мора да разграничат што е факт, а што фикција, за да обезбедат пристап до кредибилни вести.